Ало, Брисел, добар ден. Добар ден, колега Галински. Дали е тоа гласот на Бобан Нонковиќ, драгиот колега? Се разбира исто како и гласот на легендата на македонското спортско и воопшто новинарство Златко Калински од другата страна. Ти благодарам. Се сеќавам на Брисел во 2014-та на надпреварот од квалификациите меѓу Белгија и Македонија, надпревар кој Белгија го доби со 1:0 и го визираше билетот, пасошот за светското првенство од 2014 година. Тогаш ја почувствував атмосферата во Белгија што владееше, се велеше дека фудбалот ја обединува Белгија по етничка основа. Дали е слична и сега атмосферата? Дали фудбалот одново е тој фактор на едно заедништво во Белгија? Апсолутно, Златко. Фудбалот е единственото, буквално единственото нешто што ја обединува ова белгиска нација, силно поделена меѓу двата народи, фламандскиот и валонскиот. Таа е јазично и етнички силно поделена, дури што е несвојствено и за некои мултиетнички општества кои би рекле дека се поназадни во развојот од Источна Европа и така натаму. Тука има силна поделеност, буквално не се оди ни по маркетика зашто да едните не одат другите, но фудбалот е буквално единственото нешто што ги обединува и кој ја изразува и истакнува таа така наречена белгиска нација, бидејќи фудбалот е спорт број 1 во Белгија, а оваа актуелнава е всушност последна или единствената шанса на таа така наречена златна генерација на фудбалска Белгија, која во 2014, како што кажа и ти, во 2014 година имаше првата шанса на светското првенство во Бразил, потоа силно се зголеми очекувањата и навистина тука секој се надеваше на златниот медал на светското првенство пред 4 години во Русија, кога знаеме испадна во полуфиналето од нив најголемиот ривал Франција. Белгија има два единствени ривали на фудбалското и спортското поле, тоа се Холандија и Франција, односно двата соседи. Да, ама го освои сепак бронзен медал. Не е малку бронзениот медал на тоа светско првенство. Прославата имаше огромна прослава тука во центарот на Гран Плац, имаше повеќе од 200.000 луѓе собрани, се појавија фудбалерите со своите бронзени медали, се славеше на секаде, полни беа кафулињата, рестораните, улиците, додека минуваше нивниот даблдекер автобус, луѓе ги чекаа по улиците, ги поздравува, така да, се сметаше на тој успех, но имаше едно чувство на горчина, бидејќи навистина тоа беше зенитот на таа генерација која превзеде Роберто Мартинес од страна на Марк Вилмос, легендата на белгискиот фудбал, кој 86-та го донесе она големо во тоа време четврто место за Белгија. Тој тогаш ја предводеше до 2014 до 2013 белгиската репрезентација која тогаш се создаваше. Значи сите овие грота на овие играчи сега, значи збориме за Еден Азард, за неговиот брат, за Ромелу Лукаку, па дури одбранбениот двоец Алдервиралд и Вертонген, кој се уште во свој поодминати 36 години ќе го предводи и сега одбранбениот дел на така наречените црвени ѓаволи. Да, Роберто Мартинес одново успехот го темели врз оваа генерација која што цели 10 години го носи репрезентативниот фудбал. Поголем дел од репрезентативците се веќе во својот зенит, што би се рекло, се повозрасни, ја минале 30-та година, зад себе имаат половината од репрезентативци, над 100 надпревари во репрезентацијата. Ќе имаат ли сила да направат еден исчекор, победнички исчекор на ова светско првенство? Токму тоа прашање за цело време провеува овде во белгиската јавност и во сите белгиски медиуми. Јас сум тука повеќе од 10 години. Значи, за разлика од претходните две светски првенства, сега има умерен оптимизам. Се надеваат на првото место, не се откажале. Белгија бе единствената репрезентација во историја на светскиот фудбал која 3 години била на чело на FIFA ранг листата од 2018 до 2021, а која не била светски шампион. Тоа се уште ги грее надежите на белгиската нација, но сега се поумерени токму меѓу другото, поради тоа што нивната одбрана е се уште би рекле тешка и малце во поодминати години, кои што ја предводат, како што кажа Алдервиралд и Вертонген, а тука и Томас Муние. Они играат со тројца позади, некојаш се трансформираат во 4, тогаш е Муние офанзивен бек.
се разбира во средниот век или оној клучен плеймейкерски дел би требале лево десно да го играат Де Бруйне и Азар. Проблем е голем, најголемата звезда на фудбалската организација на Белгија, актуелен капитен Азар е човек кој одиграл само 6 надпревари во оваа сезона. Навистина се големи сомнешите колку во него има се уште енергија, сила и кондиција за да ги издржи напорите на најголемата. Да, Еден Азар деноиве откако долета од Мадрид со вишок на килограми и со посна минутажа во дресот на Реал Мадрид, изјави дека луѓето се сомневаат на него, а вели јас немам сомнеш во себе. Вели за 2-3 години во Реал не сум заборавил да играм фудбал, верувајте му на својот капитен. И Мартинез застана зад него, вели дека не стравува од маснотиите што ги носи Еден Азар, туку верува во неговото знаење и искуство. Па ќе се подсетиме 2014 година на тој меч толку Азар ни го постигна голот тука на Кралот Буден стадионот во Брисел против Македонија. Азар има една интересна работа, има силен мотив, додатен некој мотив, додатна енергија кој игра за фудбалската репрезентација. И дури кога имало периоди, тогаш го спомнам, бидејќи и тогаш имаше некаква пауза во Челси кој додека играше поради повреда, дојде тука во Брисел и буквално не растори нас македонците. И сега сите очекуваат дека повторно ќе го вклучи тој додатно гориво кој игра за репрезентација за да покаже она што реално го умее и може, иако вишок од килограми може би го спречуваат во еден дел, но идентичен проблем има и Ромелу Лукаку. Он е во исто време и повреден, а во исто време има и изголемен, односно вишок на килограми, а тоа е таа ударна игла заедно со Де Бруйне која треба да ги создава шансите и да ги полни мрежите на противниците. Од нив се најголемите очекувања. Новите, младите генерации кои доаѓаат сепак не се покажаа во вистинско светло како достојна замена на оние кои треба да им го отстапат местото. Збориме за братот на Азар, Торган Азар, збориме за оној Тросар, за Кастанј, за неколку ликови кои надоаѓаат, но кои се уште кога станува збор за репрезентацијата на Белгија не се покажале дека можат навистина да го преземат тоа високо ниво и да одржуваат Белгија, која што е меѓу топ 5 фудбалски репрезентации на FIFA ранг листата веќе 6-та година. Тоа за жал не се покажало до сега, но Белгија има мотив, има феноменален тренер. Токму Мартинес е оној што го донесе, оно што единствено недостасуваше кога оваа репрезентација создаде Марк Вилмоц, а тоа е тактика. Има и добра група има Белгија. Групата е Канада, Мароко, Хрватска. Да беше пред 4 години стравувањата ќе беа како ќе биде мечот со Мароко, бидејќи во тоа време имаше 7 репрезентативци натурализирани на Белгија, односно дел од нив родени втора генерација со потекло од Мароко. Сега веќе не е така. Станува збор само за еден играч, но реално очекувањата се дека во таа група Белгија би требало да има да го освои првото место. Непознаница голема е Канада. Тука се плашат многу од Канада, бидејќи не знаат што би можело ново да донесе таквата американска репрезентација на мондијалот, бидејќи е нова за сите. Со Мароко се разбира се доволно добро се познаваат, има играчи кои имаат играни пораснато и тука меѓу другото и во Белгија во фудбалските школи широм кралството Белгија, така да не е прашањето за Белгија и за белгиската јавност дали Белгија ќе мине групата. Апсолутно тие тоа не сакат да го доведат во прашање. За нив е прашањето дали навистина оваа последна шанса, последна на златната генерација, бидејќи Алдервирелд, Вертонген имаат по 36 години, Де Бруйне 31-32, Азар исто толку, Лукаку 29 и реално сметаат дека тоа е зенитот во кој се влезени сите овие големи фудбалски звезди. И дали ќе успеат да стигнат до големото финале и да го донесат тој долго очекуван златен медал за Белгија. За навивачкиот кампус, точно ли е дека околу 5000 приврзаници на Црвените ѓаволи ќе полетаат кон Катар, а голем дел и на сметка на домакинот на Мундијалот? Овде веќе долго време, скоро една година, во јавноста се наметнува постојано оној проблем кој го имаат и неколку други земји кои имаат своји репрезентации на Мундијалот, тоа е третманот, односно човечкиот третман на работниците кои граделе стадионите. Знаеме дека има официјални бројки на многу починати, што е голем проблем за белгиското општество и заради тоа беше буквално напаѓана катарската влада и заради тоа има голем сомнеш и голема резерва кај белгиските граѓани и токму заради тоа дури се понуди Катар да субвенционира дел и да покрие целосно да дојдат голем број на поддржувачи и на белгиската репрезентација белгијци од тука во Катар. Се разбира едно нешто што сигурно не е проблем,
тоа е мотивот на белгиските граѓани, нели, иначе да поддржат својата репрезентација, тие апсолутно сите се на нозе и подготвени да поддржат. Второ, има доволно пари, доволно примање, ова е богато општество за да може да си го дозволат и патувањето и сместувањето и етикетите на мундијалот, така да тука веќе се споменува таа бројка плюс со субвенционирање на катарската влада, дека околу 5000 би требало да присуствуваат. Белгиските навијачи, памтиш и ти, ги знаеш се на европейски првенства, се миролюбиви, апсолутно посветени само на спортска поддршка на својата репрезентација, со големи очекувања, но се разбира че мала една резерва дека можеби и нема да може да се стигне до нешто сега. Навивачите немаат ѓаволштината, се миролюбиви, но затоа фудбалерите ќе ја покажат ли својата ѓаволштина, ќе го оправдаат ли епитетот на црвени ѓаволи, кои што повеќе од 100 години им е налепено како етикета на националниот тим. Да веруваме дека ќе биде така, а јас ти благодарам за вклучувањето, за јавувањето и би имале голема желба да се слушнеме одново и за време на светското првенство. Па дај Боже и на последниот ден да се јавам од тука со големо славие од Гранд Плац во Брисел, бидејќи сепак 80 години после Македонија, ова е репрезентацијата која заедно со НИЕКСЮ пласирани селекции ги поддржувам на ова светско првенство. Ти честитам на емисијата, прекрасна, ја следам и се надевам дека ќе уживаме за време на светското првенство со твојот глас, со твоите помошници и заедно со целата спортска, фудбалска, светска јавност. Благодарам и се најдобро.